Како низ декади и векови се штитело македонското изворно творештво? Кој врз него атакува денеска? Сите атакуваат, најмногу нашите соседи. Главната идеја ми беше всушност да докажам дека станува збор за истиот народ македонски, кој што таму живее, кој што е поврзан токму преку македонскиот фолклор и преку тие заеднички наши песни. Можам да живеам и од музиката и за музиката. Мојот живот всушност е музика, аз ништо друго не работам. Како ја гледате оваа инертност понекогаш на судскиот совет, на советот на обвинители? Дали ние правно можеме и дали би било фер да бараме колективна одговорност наспроти индивидуална, ако тоа, да речеме, не било во моментот предвидено во законот. Знаете, некогаш во системот доволно вие да имате мал број луѓе кои што неетички ќе постапуваат, ама се на места, на позиции од кои што може би имаат влијание и едноставно доаѓаме до ваква ситуација. 70% од изречените санкции се алтернативни мерки, а 99 може би проценти од изречените алтернативни мерки, со исклучок може би на последните години, треба да се провери, но сепак е висок процентот, се условни осуди. Зошто има потреба од барање на гаранции дека поуставните промени нема да уследат нови барања од официјална Софија? НАТО на зголемата мултиполарност и поделби во светот одговара со уште поголемо засилување на нејзината организацијска и воена моќ. Да, Европската унија има лидерска криза, што се одразува во немањето на одлуки, посебно по дело што нас не тангира, а тоа е проширувањето. Значи, нас ни требаат одлуки. Значи, одлуки пред се какво ќе биде асоцирањето, кога ќе биде асоцирањето. Гледайте Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.